Колеги пратеници, повторно ги замолвам колегите да влезат во салата, за да можеме да гласаме по ова точка, по овој закон, затоа што има потреба 82 не само да бидат присутни, него и да гласат за овој закон. Очигледно дека не си има желба да се влезе барем за денеска, а со оглед на сето ова, ја мислам дека е најдобро да го ставиме гласањето за утре во 11 по ова точка, затоа согласно член 165 од Делникот на Собранието, гласањето по ова точка ќе го извршиме утре во 11 часот. Продолжуваме понатаму. 13 точка. Дополнен предлог на закон за изменување и дополнување на законот за надзорни работи второ читење. Дополнетиот предлог на Комисијата за одбрана и безбедност како матична работно тело и на законодателната комисија ви е доставен. Предоставен на член 156 став 1 на Делникот на Собранието. Ќе добиете процедурално. Само да предоставен на член 156 став 1 од Делникот на Собранието на второто читање на седницата на Собранието се води претрес само по членот 40 што измене со амандман на работните тела. Во меѓувреме влезе координаторот на пратеничката група на ТПА, Дада Давидов, бара процедурално, веројатно знаете што е, но тоа е должност моја. Повелете. Ви благодаря. Много добре знаете за која причина побарав процедурално. После за сите е јасно. Ова гледка која денес, овие минати 10 минути ја видовме, ова не важи за вас. Вие си ја терате вашата работа, согласно ветувањата и вашите изјави, проблемот е во другиот дел. Во понеделникот, ова пратеничка група надои гласаше против дневниот ред на ова седница. Вчера, ова пратеничка група оддуи не влезе воопшто во салата и се беше во ред согласно определбите кои тие сами ги искажа дека ќе ја блокираат работата на ова седница со цел да не дојде законот за пријателите на дневен ред и да не се донесе истиот. Но најавата за гласање против на господја Ермира на сите ни укажа дека кој ќе биде патот на оваа партија и на оваа пратеничка група на оваа седница. Ова е целостен сноп компрометирање. Еднаш рековте ќе ја блокирате работа, после рековте ќе гласате против, а денес влегувате во салата и се гледа кој ја блокира работата и кој е кооперативен за оваа седница со цел што побрзо да дојде и законот за бранителите. Рековте дека ќе ги употребите сите методи за блокирање, единствена метода за да се блокира овој закон кој е антиалбански, еднонационален, едностран, е да напуштите владата. Само една метода има, значи други методи ги пробавме. Од сите ретерирате, отстапувате и секојдневно се приближуваме кон времето кога овој закон треба да се донесе. И затоа напуштете ја владата сега. Гласањето против овој закон не е блокирање. Гласањето против законот го видовме во минативе денови што подразби од македонската страна има мнозинство и донесува секој закон кој е на дневен ред. Ние албанците не можеме да го блокираме со гласање против ова ваша определба е погрешна и вашите методи се неполезни. Ако сте дали некој ветување или некоја фрлена коцка од Груевски, некој тендер, не важи, не вреди за оваа метода и подплекнување кој го правите денес, за што страдаат сите албанци.
Продолжуваме понатаму. Видов дека е процедурално. Ја мислам дека ќе побара сад време пауза, затоа викам. Продолжуваме со работа. Господја Мехмет Ермира бара процедурално. Повелете. Благодарам, председателе. Апсолутно немав намера да се занимавам со господинот име радио, но се почувствував повикана со име и презиме. Не сум овде за да ви реплицирам на нивото кое вие го употребивте. Стилот е нешто во што не интервенирам и го почитувам. Овде сум за да ви кажам уште еднаш јавно дека и покрај тоа ние остануваме доследни во благодарноста и на нашата благодарност кон вас како пратеничка група што изразивте спремност да не поддржите на нашата етничка битка, не политичка, етничка албанска битка, за да го спречиме законот. Вие, господине Мералију, добро знаете, како и целата јавност, дека напуштањето на влада не спречува закон за кој имаме најави дека ќе се гласа етнички. Тие кои денес, вашите коалициони партии кои во овој момент не се присутни во салата, поради нивни политички калкулации, ќе го поддржат овој закон. И така како што вашето барање во понеделник се нагласа, значи се мајоризиравме, така ќе не нагласат повторно. Значи, благодарам што не поддржавте. Посакувам да не ни се обраќате на ова ниво навредливо, бидејќи ова ниво и овој пристап не помага на нашата заедничка кауза, а таа е да продолжиме битката за законот. За тие кои има дилеми или ќе ве подставам уште еднаш дека нашата политичка битка против овој закон не е предадена. Грешат тие што мислат, тие кои денес може да се чуват супериор бидејќи ние сме во салта, и тие исто така грешат, затоа што сме овде поради нашата европска агенда како партија определен за евроатлантските интеграции, но битката почна, ќе продолжи и нема да заврши со позитивен резултат од аспект на донесување на овој закон, таму каде што трчаме со нашиот маратон и ве повикувам да не се придружите, а ова е работата за труд и социјална политика. Ве поканувам уште еднаш, ви се заблагодарам уште еднаш, посакувам да продолжи вашата поддршка и барам од вас на културен начин да не употребувате речник, вакви изрази, не ни помагат, не ни одат во чест, не ни прават достоинствени каква албанци во овој парламент. Ние продолжуваме понатамо. Ви благодарам уште еднаш. Овде сме за да докажеме дека битката против законот продолжува. Јавноста, албанската јавност, македонците, сите да им биде јасно. Дуи нема да дозволи да се донесе овој закон. Значи нема да дозволиме. Ова е јасно, изречно и кристално чисто. Ви благодарам. Да, колега, има Радио, ве молам сега, да видиме коректно. Сега видите, вие имавте процедурално и го кажавте своето. Господја Мира Мехмет имаше процедурално го кажа сега. Да не оператуваме сега говорницата измеѓу вас двајца, ве молам. Да видиме коректно. И плюс е 14 часот и 5 минути, така редовна пауза, да си да... Вака ви молам, да видиме коректно. Вака сега, после вас, што правиме? Сега после вас се јават други. И што прави? Од кај вас нема да се? Добре. Исклучи да ги посите од кај него. Ајде да видим. Кратки, пошто време за пауза. Госпоѓа Ермира, до пред неколку дена актуелна беше пред Олимпијадата. Знаеш зашто говорам. И ако вие сте шампиони во тие категории што ги спомнате, вие сте само во таа параолимпијада. Вие сте осакатени. И нема потреба да ми се заблагодарувате. Зошто вие од ВМРО реагирате? Силвана, што имате? Зошто реагирате? Nije едно подценување или навреда за припадниците во параолимпијадата. Тие се најсмелите луѓе во светот. Да продолжам.
Немојте да ни се заблагодарувате за поддршката. Не ве поддржуваме вас како дуи, како пратеници на дуи, туку како албанци ве поддржуваме. Ова треба да ви биде јасно. Денес вие за нас не сте нито Талат Џафери, пратеник на дуи, едноставно е Талат Џафери албанец. Тука е проблемот. Вие говорите за конзистентност. Вчера, односно завчера, рековте дека ќе гласате против секој закон. Сите пратеници со ред и тие кои никогаш не зедоа за збор, рекоа дека ставот на пратеничката група на ДУИ е дека ќе гласа против сите точки од оваа седница. А денес ни говорите дека за сосема поинаков став ја рековте дека ќе продолжиме да ја блокираме работата. Од каде да се сигурни дека вие немате да ретерирате и овој став, затоа што отстапивте. Завчера рековте ќе гласате против, а денес рековте, напочеток рековте дека ќе блокирате работа, а после ќе гласате против, а денес сите сте тука и правите кворум за да се донесе закон. Ве молам, ова говори, а нашата поддршка ќе продолжи се додека забележиме. Во суштина, вие веќе забележуваме дека не сте сериозни, но од аспект на времето кога ќе забележиме дека се приближува донесување на закон и продолжувате со овие оставки, ќе ве нападнеме и ќе се зачудите сите. Нема да дозволиме. Ние ќе видите како се блокира работа. Тогаш ќе видите како се блокира работата на парламент. Со ова говорница, со овој председател на парламент, со ова пратеничка група, со ова се сите, ова држава, антиалбанска држава, ние ќе ја блокираме. Ова што го правите не е блокирање, секојдневно. Го приближувате донесувањето на тој закон. Ова е правото и реалноста. Значи, нашата поддршка продолжува и понатаму, но кога ќе забележите дека се приближува гласањето, тогаш ќе видите што значи блокирање. Тогаш ќе дојде на површина ДПА. Но седницата сад време пауза, редовната пауза, не ова се барат координаторите на пратенички групи,